Зошто кај дел од субвенциите резултатите воопшто не се видливи, односно субвенционираме нешто за што немаме производство и дали е потребна реорганизација на моделот. Ова се двете клучни прашања на кои, како што рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопство Љупчо Николовски, одговор ќе треба да даде Агросоветот. Агросоветот одржа конститутивна седница, неговата улога е преку широка конструктивна дебата да предлага конкретни реални решенија за земјоделството. Субвенционирањето и воведувањето нов транзицијски модел на поддршка ќе бидат теми и на седницата на Владиниот економски совет. Новиот променет транзицијски концепт на поддршка треба да ги елиминира сите можни манипулации во делот на субвенционирањето. Најголем дел се констатирани официјално од надлежни институции во овчарството, но и во многу други сектори. Овој концепт треба да даде одговор на прашањето зошто кај дел од субвенциите резултатите не се видливи во производството. Со реорганизирањето на моделот целта е да остваруваме посакуваните ефекти од поддршката што се дава. Сега е моментот да го понудиме тој концепт. Генералните правци ќе ги дискутираме на Владиниот економски совет, но за деталите тука е Агросоветот. Сите заедно ќе ги договараме, истакна министерот во обраќањето на конститутивната седница на Агросоветот. Николовски напомена дека приоритет ќе се става на производителите кои професионално се занимаваат со земјоделство и на кои тој им е единствен приход. За нив се планира долгогодишен сериозен пакет за поддршка кој ќе се разликува од другите и кој ќе може да се користи во секој момент со една апликација или бизнис план.